Приоритетите секојаш беа, ајде да не кажам, може би половина, ако знаеш сето тоа да го направиш. Но, во тоа време ми се роди синот Александар. Ја често знаев да замолам некого да ме замени кога ќе имаме некаков проблем, ако се разболи од грип, знаев среде полноќ, да појдам на раце да го носам мојот син во болница. Нема кого да будам и не сакав кого да будам. Утрената се продолжува работните врски, спортските активности, сите тие организацијските потреби. Значи, од радиото морам вака да одбележам само еден сегмент, бидејќи јас бев човекот кој што кога имаше жива програма, тогаш јас бев тој вистинскиот и режисер, и продуцент, и уште што не. Значи, сите 4 магнетофони беа во движење. Снимам, се јавуваше слушател, ја го снимам најдоброто од него. Оди во програма, па делови од тоа што го вели, ќе му ги пуштам за да го изненадам. Сите се фаќа за глава како може сето тоа истовремено да го зборува и таа ќе го чуе сопствениот глас. Тоа е тој предизвик за креативност што гледам и ден денеска не бе напуштен, но уште малку имаме што се вели. Немаме толку време подолу во емисијата, ќе земете, се надевам, повторно гитарата во рака. Ќе земам ако ме платите. Ќе сигурно публиката која ќе гледа, ќе го гледа со тоа со задоволство и да кажем, вие сте, Љубиша, втората гитара во Дистрикт, првата беше на Джина Папа Джокси. Пишувате поезија, добивте и награда за стихови. Добив награда за стихови, можам, сега, може би преку ред, знам дека ви одзем многу време, многумина ми рекле дека јас кога ќе дојдам во студио, отиде времето. Ајде претходно, за да завршиме со гитарата и со поезијата, да ве прашам, политика не ве интересирало никогаш, политички партии, некои понуди, покани, се дружите со мал милион луѓе во Скопје, во разни средини, ве познаваат многумина. Би залепиле доста гласачи. Не, јас предпоставам дека за вас би се залепиле многу гласачи, од таму моето прашање е дали некој од политичките партии имала интерес за скопската легенда Љубиша Николич. Знаеле однапред дека одговорот е негативен? Ќе бидат одбиени, нема да го прифатам сето тоа. Не заради тоа што немам време, може би за таму ќе најде време за такво нешто, но треба во тоа да веруваш. Јас, например, да ви кажам најискрено, многу верувам во човекот. Ама во тоа време, јас често знаев да појдам среде Белде, со свеќа в раце, да побарам човек, ама никаде не го најдов. Нешто во стилот на Диоген. Диоген, Што ве нервира воопшто? Па не можам јас да исклучам дека опозицијата, не само оваа опозиција, туку било која друга опозиција, да речем, има легитимна цел да колку е можно побрзо ја освои власта, така тука немам дилема дека особено кога има одредени околности кои одат во прилог на едно такво барање. Од друга страна, сам бидејќи лично јас давам еден мој впечаток и мислење, бидејќи живееме во услови на повеќекратна криза, значи мислам дека е неопходно поголемо единство, да можеме да се извлечеме, да кажам, од тој притисок. И затоа не можам да прифатам дека предвремени избори се некакво решение во услови кога имаме сериозна повеќекратна криза. Потребуваме термини единство. Тоа и граѓаните гледам и по реакции по социјални мрежи и така натаму во јавни настави. Како до тоа единство?
Толку ли е проблемот да седнат 20 луѓе во држава или четворица или 8 за да се договорат за нешто, за неколку стратегиски, не знам сега, да речат од 2023 од 1 јануар 40% од администрација ќе биде надвор бидејќи, нели, може ли Така е. таква реформа некаква да се направи? Значи, Не знам. било, Па да според мене, да заекнат образованието, здравството, не знам тие структури кои се нужни на општество. Има ли таков капацитет ако не држава? можеме да во вакви тешки моменти да не ги подценуваме околностите, значи мислам и знаеме вака и секој ден слушаме кои се предизвиците, значи може да се направи една широка влада, но она што можевме да го гледаме со пржинските влади, да кажем, и начинот на кој се соработуваше, тоа беше карикатура повеќе на некакво заедничко владење и поаѓајќи од тоа искуство и од атмосферата кај нас, може би за мене би било сосема доволно да се обидат да постигнат еден консензус или некакво единство, барем за одредени мерки кои се критични, да можеме да пресретнеме некои директни последици од тоа што ни се случува. Добро, Значи, но дел се во економската такви сфера, околности, дел се во социјалната, но така. имаме и деликатни односи. Така, но во такви околности опозицијата со право да ќе бара директно да учествува може во и реализација на тие проекти. може и да продолжи да бара, и најверојатно ќе продолжи да бара, но јас лично очекувам и од опозицијата Конструктивно. еден конструктивен однос. Ако се промени власта, еве, имаше обид во собранието, не успеа за еден глас, еден пратеник, рекомпонирање без избори. И после избори може да се случи пак тесно мнозинство и сегашната опозиција да биде на власт, а актуелната власт во околности на опозиција исто со 4-6.000 амандмани, со разни блокади, пак да не одат работите. Затоа е моето прашање уште еднаш. Вие рековте сте оптимист, но јас гледам, може грешен доза песимизам кај вас, дека нешто може брзо на тој план, на тој консенсус, некако да се договорат главните Така е. политички играчи Така во е, држава, да пратат една порака на некоја, не знам, перспектива за македонските Па мислам граѓани. дека нашата јавност, значи не само македонците, туку и другите Да, генерално етнички според заедници, македонските граѓани. Јас сум убеден дека тоа ќе го поздрават. Значи не мора да се оди на широка влада, туку да се покаже на вистина Оперативност. некој реален пробив на тој план. Убаво отворен Балкан, кога дојдовме веќе на политички терен, ајде да излеземе малку од земјава надвор. Многу го критикуваат, па дури некои политички субјекти, други го поддржуваат. Меѓународната заедница, условно да речем, па и Вашингтон и Брисел, нешто поздравија, нешто како со половина уста, или јас грешам, или затоа што не успеа проектот, бар се уште не до крај повеќе земји да бидат членки. Како гледате вие на овој потек, кој предпоставам не е никаква компензација за евроинтеграција, но е компензација за бизнисот, за граѓаните, за студентите, за дипломите и така натаму? Па гледам во основа позитивно, бидејќи упатува на поголема економска соработка, олеснување, да кажем, на економската соработка. Има еден многу интересен момент кој е вака политички, па дури безбедносен, а се работи за односите помеѓу србите и албанците. Значи, без оглед што сега, наречам, соработуваат Србија како држава и Албанија заедно со нас. Во оваа иницијатива, ако овој процес допринесе да се зближат српскиот и албанскиот народ, мислам дека тоа е најкрупниот, да кажем, фактор и придонес кој може оваа иницијатива да го има врз довршување на оној процес за стабилизирање на Западниот Балкан. Да, тука бевме ние во старт више за тоа се договоривме. Меѓутоа се случуваат и други моменти. Вие сакате сликата да дадете, меѓутоа исто тука е карактерно. Јас се фатив себе си како снимам инсерти од луѓе што доаѓаат од нели поминуваат тука и политичари, и доктори, семејствата на загинатите и се фатив случајно како снимам со телефонов како една група на луѓе, семејство прегрнати и леат солзи, плачат за тие што ги изгубили. Јас сега да го снимам
Едно време си кажав, Ерол, што правиш? Кому ова Зашто- слика ќе ја- Кому ова? И само го избришат. Значи, треба, а и тоа се губи полека во таа борба за повеќе Добро, гледаност и повеќе кликови. новинарството е професија и за скрупули. Не може секој да биде новинар Па мислам во дека и... карактерна форма. Да, мислам дека и не може се. Има многу заскитани во новинарството твои повозрастни колеги. Не зборувам за помладите, вие сте релативно млад. Па има, видете, тоа за скитани, убаво го рековте, не знам, може би и јас сум залутан во новинарството. Тоа е лична една перцепција за себе, ја кажав критиката, себе критиката сме изгубиле, никој не трга од себе и што тој допринел. Темата беше карактерната особина. Вие самите себе сте си се цензурирале затоа што тоа не оди, не е добро сте процениле од етичка гледна точка да оди во јавност. Има ли доволна етика во новинарството кога вело, мислам, меѓу новинарите и новинарките се разбира? А не, мислам дека и Или тоа, сензационализмот сепак е мислам дека и тоа се доминантен? губи, сензационализмот е доминантен и повторно ќе кажам зашто во борбата за гледаност и борбата за кликови. Значи некогаш не знаеме каде да застанеме, каде е таа границата, што треба да се пренесе, што не треба да се пренесе, односно што е од интерес на јавност. Па кога зборуваме тогаш за слобода на медиуми, фраза ли е тоа кога спомнавте дека сиромаштијата си го прави своето, има многу медиуми, малиот македонскиот економски пазар и политиката ќе остане уште долго доминантна и ќе има шепа врз медиумите. Каква е климата? Треба да има помалку медиуми, повеќе пари, концентрација. Зошто нема појава на фузија на медиуми во Македонија? Па мислам дека да, пазарот колку што Ова со гледам, порталите па гледам, уште мислам повеќе дека- се подраситни. Точно. Мислам дека е презаситен пазарот, меѓутоа и не знам, борбата на квалитет би требало по природен процес да си го направи своето, значи кој ќе обстои, кој не. Меѓутоа тука повторно за жал ќе дојдеме до тие проклети пари. Бе, Значи, мене се што средствата за сте медиуми. прилично млад, а сте многу остар и објективен во вашите изрази, погото на социјалните мрежи, но и предпоставам и во емисиите што ги водите. Велите, неодговорни медиуми, политичари и медиумски неписмена нација. Не сте оптимист? Повторно ќе се вратам на своето. Не сум оптимист, пошто мислам дека сме една од најнеписмените медиумски нации и тука ја гледам кривицата во самите медиуми. Повторно ќе се вратам до самокритиката. Ако ние како новинари критикуваме една општествена појава, проблематика или процес, или влада, или опозиција, или што и да е, каде е нашата одговорност за ситуацијата во која се наоѓаме? Дали ние треба да се изфрлиме од таа, да се изземеме од таа одговорност? Малку и јас се разбирам во тој дел на организација на редакции на медиуми. До уредниците е клучот. Дали имаме уредничка структура која може да држи кондицијата на редакциите за вие што зборувате, да прави анализа објективно? Дали се разговара во редакциите воопшто? Не мислам на вашата редакција конкретно. Генерално имате контакт со многу ваши колеги генерацијски и од постарите генерации. Се разговарали за новинарство или новинарите веќе меѓу себе за се зборуваат освен за својата работа? Па, ја мислам дека се разговара со тоа што секогаш се разговара кој е крив за состојбата во која се наоѓаат медиумите и кој е крив за состојбата во која се наоѓа општеството. Повторно се изземаме ние. Многу личности се изземаат од како дел од проблемот. Не се ставаат во ситуација дека тие исто така допринеле за ситуацијата. Значи, од она четврта сила новинарството и седма власт новинарството малку остана? Ја мислам моментално дека малку остана. Повторно ќе кажам, ние како што стоиме сме више сервис на политиката. Нас ни требаат фондови, на секој новинар му требаат фондови, на секоја редакција му требаат ресурси, за да може да се бави со вистинско новинарство. Не сакам да излезам смешна сега да дискутирам за нешто што Прашувам, но не политиката сакам ни да го креира кажам. животот и вашиот Но и нашиот. политика и секаде има, нели? Политика има и во уметноста, политика има и во црквата, политика има и во Да, и домот. вие водите политика некаква има и во- менаџерска политика на Апсолутно, работа, тоа е. Зависи политиката како е разбрана и како е водена и пренасочена.
и предадена и пренесена. Значи, ако луѓето се доволно едуцирани да таа политика можат да ја спроведат, јас мислам дека ние сите ќе бидеме расположени. Но единствено што не ми се допаѓа во оваа земја е во последните години што се дозволи една таква демократија, нели, да кажам, јас не знам луѓето дали сваќаат што е го ставате под наводници. Па не знам дали е и под наводници и не под наводници. Демократија во анархија. Значи, пазете, јас неколку пати за време на короната, сега времето тече, но морам да го кажам тоа, бев баш како директор влезена во тие неколку групи на родители кои што зборува и дава мислење за короната и за реформите и за што правиме со физичкото присуство за децата и така натаму. Значи, она што го читав од родителите се згранав. Веднаш излегов и реков не. Тоа не е демократија. Тоа е страшно незнаење. Што би променила сега во моментов? Може би направила, ама искрено би направила да се јават некои луѓе кои што со една љубов, не со надменост, со љубов да почнат да не едуцираат. Луѓето треба да се едуцираат со љубов и духовност. Луѓето се разочарани од овој живот. Ние во Македонија 20 и кусур, колку може би повеќе пак ќе кажам од самостојувањето, ние имаме и многу убави работи, оти кога излезете надвор, сите седат во ресторани, сите јадат, сите возат добри коли, сите се добро облечени, сите одат на одмори се. Значи не можеш Не како сите, ќе но се некои да речеме, сепак има живот, да. Да, има живот, генерално зборуваме така, тој, но другиот процент кој што е, тој е толку на маргините. А зошто? Што викат Русиве, па чему побогу? Нема солидарност. Нема Што солидарност. Нема креација, нема политика во... Нема меѓулюдски односи. Човеков, како ресур, човекот, го изгуби своето достоинство. Добро, емпатијата, хуманизмот не постои во оваа земја. Таница Стојанова, не беше така во времето на вашата најрана младост? Ние како деца имавме еден друг протокол и еден друг систем. Беа поставени други вредности. Некој ќе каже може би лажни, воопшто не беа лажни. Затоа што јас знаев како треба да постапам со моите родители, јас знаев како треба да постапам со моите професори, со постарите луѓе, како треба да одам на концерт не со скинати фармерки, него лакова на кондура и добар дрес-код, уште во времето тоа, така? И така натаму, и така натаму. Ние, за жал, за среќа во мое време, јас ги поминав сите обуки во спорт, во уметност, во школата имаше толку многу воно активни дисциплини, секции, толку бевме едуцирани, но тоа ништо не кошташе, тоа не се плаќаше. А денес еден родител да си дозволи да оди на кошарка, на англиски, се треба да плати, па кој ќе го плати тоа? Затоа јас на сите им кажувам, бидете паметни, запишувајте ги децата во луј, затоа што се уште е бесплатно. Кога спомнав политика, вие се вџашивте. Но еве, овие минути ги потрошивте на политиката. Политиката некогаш и политиката сега. Ако е политиката управување, нели, со општеството и така натаму, да не. Но учествувате ли во политиката, кога велам јас во градење, директно на работа? Носите, не велам на оваа партиска политика. Генерално вие планирате што ви се случува во образованието, што нам на сите ни се случува, конкретно низ вашето училиште. Што недостасува освен пари? Карактери, посветеност? Посветеност, да. Многу посветеност и знаете, исто така, нон-стоп има промени. Значи, не може континуирано има некои промени. Кога ние ќе се договориме за еден годишен план, па макар не на 4 години, еве, на 1 година. И кога ќе почнеме да го реализираме тој план, еве, да кажеме конкретно во училиштето, и после третиот месец, со тој што сум се договарала, го менуваат. И треба сега пак од почеток. Сепак политиката нешто ново измислила, нели, без да води сметка циклусот, барем да заврши. Системот мора да внимаваме, значи за еден долготраен процес. Не знам, да не бидам пак смешна, ќе кажам, значи за политиката не би зборувала. Уметноста воопшто, генерално, не сме да учествува и да биде под политичка рака, водена. Можам да го благодарам на тимовите на Цивил. Јас без Цивил би бил нешто сосема поинако и секако не би имал волкава важност за да можам да дојдам во едно интервју со Зоран Иванов.
Затоа и Цивил е тој што мене ме храни и се разбира моите колешки и колеги од еден понов проект со понов датум, мој приватен проект Frontline, меѓутоа јас како индивидуа не би био далеку ова што сум сега и се обидувам и јас со мојата енергија, со моите познавања и вештини да возвратам и да дадам и на моите колешки и колеги. Ке се вратиме сепак, нема да го игнорираме Цивил во ова интервју. Украина, преокупација и на Цивил и на Џабир Дерала, руската агресија, кога зборувам за емотивниот Дерала, малку повеќе ви измести од колосек, судејќи според она што јас го читам од активноста новинарска на Дерала и уредничка во секој случај. Тажно е тоа што се случува. Како функционира Frontline, Цивил медија и Џабир Дерала во овие воени околности? Ќе почнам од себе. Јас никогаш не сум се срамел од тоа да кажам дека мене може да ми потечат солзи и да плачам. Се разбира тоа, гледам да не го направам во друштво со било кого, меѓутоа сториите, може да се сетам на една кратка колумна што ја напишав за едно девојче што умрело после 6 дена под урнатините на бомбардираното живеалиште каде што живеела, незината мајка умрела пред тоа и сега девојчето не умрело од рани, некои повреди, туку умрело од дехидрација. И тоа ме натера да читам, да прочитам за дехидрацијата. И тоа што му го прави дехидрацијата на човекот е едно навистина многу брутално искуство. Многу е тешко да се умре од жед. И кога помислив на тоа дека тоа девојче со тие неколку годинки, 6 години мислам дека беше, умрело од дехидрација покрај својата мајка која претходно умрела можеби од повреда, сама во студот, бидејќи уште беше студено. И морам да кажам дека тоа беше тешко, многу тешко човечко внатрешно искуство. Меѓутоа, нешто во секој човек има што го тера да оди напред и да ги победи и тагата, и страдањето, и болката, и да гледа напред кон посветла иднина. Така што мислам дека сум обкружен со такви луѓе. И заради тоа можеби ни дава многу, не импрегнира емотивно, можеби на моменти и не прави дефокусирани на моменти, сепак само на моменти би рекол, но од друга страна јас мислам дека во организацијата во која работам, во редакциите во кои соработувам и работам, и каде што сум и главен уредник во еден дел од нив, има многу силни луѓе. Да, силни индивидуи јас сум сведок делот тимот на Цивил и беше овде во ова студио, нели ми интервјуа. Како велат, далеку од очите, далеку од срцето. Имаше разни несреќи, разни војни по светот во оваа генерација што ние ја живееме после Втората светска војна, и конфликти поголеми, помали, југословенските страдања и така натаму. Но еве во Европа дојде војната, не се очекуваше многу, беше малку изненадување и покрај сите најави. Дали сите ние и аналитичарите, и новинарите, и политичарите замижувавме за некои состојби или ова букна така ненадејно? Што се случи со агресијата? Сите се согласуваме во едно дека во ова време, во Европа или било каде во светот, на една суверена земја, ниту една друга сила нема право со тенкови или со еден војник, макар вооружен, како агресор да ја помине границата, но тоа се случи масово. Да, го видовме тоа во 90-тите години со распадот на Југословенската федерација, со трагичниот распад, со ужасно крвавиот распад кој до ден денеска остава своји последици. Гледаме дека неколку земји во регионот се тешко погодени од тоа, ќе кажам и кои две, но не и другите не се помалку жртви на тоа таквиот распад. Босна и Херцеговина е во многу тешка состојба, Косово е се уште
со огромен број предизвици, поделено и така натаму. Србија е авторитарна земја. Така што може да се каже дека Македонија сепак останува најдобриот пример, најдобрата, најуспешната приказна, која успеа да се издигне и над едни тешки последици од режимот, што го имавме до 2016 година. Ако отидеме на украинската војна, таа започнала од 2014 година, и од тогаш се знаеше кои се апетитите на Путин. Во 2014 година беа освоени 7,2% од територијата на таа независна, суверена Украина. Сега во моментов Русија окупира 20%. Значи, со сета таа своја воена машинерија и толку милиони тони експлозиви што ги изфрли врз украинските полиња, градови, села и цивили, пред се најтрагичниот дел, таа успеа да освои неполни 13% дополнителна територија, се разбира со многу крв и на своја сметка, исто така, меѓутоа Путин очигледно не го засегнува. Освои, ќе видиме разврската историска каква ќе биде на крај. Имено, јас би сакал да кажам дека сериозниот проблем го гледам во европските институции, во институциите на Европската Унија, и исто така гледам голем проблем во корупцијата во еден дел од државите, каде што многу високи политичари, од кои не би очекувал дека биле корумпирани од рускиот систем, биле всушност замижувале на едното око. Европа е позната по корупција. Имавме примери, цели премиери од австријскиот последен, па хрватскиот, па пред тоа не знам германскиот кој бил во Газпром и така натаму, така што јас мислам дека една од причините зошто ова дојде некако од ненадеж за пошироката европска јавност е токму таа корумпирана политичка бриселска фела. Понатаму исто така мораме да имаме предвид дека луѓето не сакаат да ги гледаат и затвараат очи пред реалноста. Тоа е човечки, многу човечки вие да трепнете и замижите пред опасност која доаѓа кон вас, и понатаму исто така еден голем комплимент мора да им се даде на експертите за пропаганда во Кремљ, кои маестрално ја користат воената доктрина. Да. Radio, it's the 800 Blackwell.